Почитувани, на почетокот сме од емисијата Очи во очи на телевизија 24, во која ви посакувам добре дојде денеска. Ќе зборуваме малку повеќе, мислам дека и време да се осврнеме на предстојните локални избори, а ова пак од причина или како повод тоа што синоќа на полнок истече рокот за поднесување на кандидатурите за локалните избори, кои треба да се одржат на 17 октомври. Државната изборна комисија ја објави листата со пријавените кандидати за градоначалници и всушност има 297 кандидати за градоначалници. Генерално темата е таа дека ДИК ја објави листата од 297 кандидати за градоначалници, но суштината е всушност дека барем за Скопје, но и генерално, но особено за Скопје, ова е досега најголем број на кандидатури поднесени за локални избори во главниот град, односно 12. 12 кандидати ќе бидат во трката за градоначалник, а пак овие 297 вкупно се надпреваруваат, ајде така да кажеме, за 80 општини, односно за 80 места, за 80 фотели, како и да е. Во секој случај, значи, имаме и тоа како голема бројка и ќе имаме и по се изгледа сериозна борба барем во општините Скопје, но и Тетово, Куманово и Кичево. Интересна е големата бројка од 297 кандидати, која, велам, особено пак за Скопје, покажува дека како никогаш досега има најголем број на кандидатури. Па на некој начин се поставува прашањето токму околу понудата, побарувачката, односно квалитетот во овој случај за градоначалник, за идни градоначалници. Имено позицијата градоначалник барем не би требала да биде ниту церемонијална, ниту почесна, а пак има толку интерес за неа од сите, ако сакате, бранши, од музичари па до врвни лекари во својата струка. Дали на некој начин сите тие сметаат, до толку повеќе што повторувам, ниту е почесна, ниту церемонијална функција, туку и тоа како одговорна и функција која обврзува, дали сите сметаат дека навистина можат да направат нешто, да се справат и со архитектурата, и со економијата, и со менаџирањето, и со комуналните проблеми, без оглед дали станува збор за град Скопје, општина од Скопје или некоја друга. Некако толку е широка палетата, зависни, независни пејачи, музичари, шоумени, малтене и така натаму, лекари, дали едноставно ова позиција е податна, така да се каже, за повеќе профили и дека не е толку проблематична за извршување, или пак обратно, сите овие кои се кандидирале, освен во струката во која се докажани и потврдени, сметаат и дека навистина можат да направат многу. Или пак е можеби нешто трето. Така да генерално зборуваме за оваа безмалку 300 бројка од 300 кандидати за градоначалници. Инаку повод за денешната тема е исто така и информацијата од председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски, кој информираше дека пристигнал и серверот со 10 станици за полнење на терминалите за вчитување на отпечатоци од прсти со податоците од гласачите, кој пак ќе биде поврзан со главниот сервер на ДИК. Даштевски изјави, ако добро се профункционира, а инаку потенцира дека стигнал една недела пред време, пред планираниот рок, дека всушност, ако, велам, се функционира добро, ќе значи дека целата операција на процесот ќе оди добро. Така да воедно зборуваме и за ова. Ако пописот почна добро, па се појавија застои од техничка природа, барем од ова што го слушнавме од председателот на ДИК Даштевски, софтверот пристигнал една недела пред време, ќе се тестира, па сите предуслови да немаме технички проблеми, барем се исполнети. Тоа е денешната тема, еден осврт на
предстојните локални избори и она што го имаме во понудата. Како што после дожд има еден куп печурки од сите видови, така и ние гледате. Пред локалните избори имаме се и се што. Што мислите вие? Што е тоа што ни се нуди? Добар ден за првиот гледач. Повелете. Добар ден, Исо. Ве поздравувам, повелете. И јас ве поздравувам. Благодарам, повелете. Не само што ве поздравувам, него и ве поддржавам. Благодарам. Вашето мислење и факти. Благодарам. Значи, вака, Исо. Во пописот тотално не треба да имате верба. Пописот ви е катастрофа. И испадне и фалсификуван. Значи, пописот не е валиден. Значи, без разлика дали ќе се попишете кој да е, пописот нема да ви биде валиден врз основа на многу основи. На малцинства и ред други работи. Да не потенцирам повеќе фактори. На нас државата ни е една солска кооперација, не како печурки што велите, него секој како ќе влезе во неа, се прави главен фактор на купец, а уствари не е купец, него повеќе демантира од колку што ќе купи некој производ. Знаете ли вие дека во Македонија веќе ништо нема искрено како што треба? Дека не само државата што ни е партал, некои луѓе се лутат кога ќе кажам партал, па партал ви е државата, не ви гледате германката Меркел не ви доаѓа на гости, си иде во Србија. Ако вие не бевте партал држава, ќе ви дојдеше прво во Македонија да ги расчисте работите, ве после ќе идеше Србија и Албанија. Ама гледаш Албанија и Македонија, фертих. Нема. Значи едноставно не ви доаѓа. И нема тука ние што да тражиме. Ние сме на првото место корупција. Цените се дигат. Пописи, избори. Кои избори? За никого не гласам, Исо. Сите се исти. Сите се исти. Иста, да не знам кој да ги наречем, некем да ги врегем, ама се е кој од кој. То? Ајде, за жал истече времето, но ви благодарам, ве поздравувам. Да, канцеларката во заминување Ангела Меркел е на турнеја во рамки на таа проштална посета, помеѓу другите Србија и Албанија се земјите кои ќе ги посети, но ние може да гледаме на тоа и така дека, еве, не доаѓа тука едноставно, нема да се простиме со неа. Се останува како и порано. Гледате, она оди кај другите и се збогува со нив. А со нас не, значи со нас остануваме во истата релација. Може и така да се толкува. Така да, оние со кои се збогува, тоа е неизино право, а оние со кои не, како да не сме се ни збогувале. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам. Да, повелете. Благодарам. Ево се жени дека не е ова многу, 290 кандидати, тоа ќе му дојде не дека ние се со математика работиме 3,5 кандидати. Па просечно јасно, под 4 доаѓа на 80 ако се подели. Но само Скопје имаме 12 да речеме, да. Е така. Меѓутоа мене ми интересува ако имате во евиденција слушна, дали не иде кај само еден пријавен само еден градоначалник, дали го има тоа случајно и вие гледајте во тоа, ја ќе продолжам. Значи, не се ова многу во протек 3 ингра, меѓутоа ќе биде само, да речем, едино Скопје, да речеме, што поголем број кандидати, а иначе во другите места, тоа не е ка 3, 4, 2, 3 и така. Значи, со тоа фактички добро е што има повеќе, добро е што има надпревар, добро е да речеме што ние како граѓани ќе излеземе, ако излеземе, кој ќе излезе, да гласаме, да правиме од оно што ни е понудено, да го најдеме најдобриот, најквалитетниот и кој што стварно ќе работи за граѓаните, ама помалку за него, дури и за него да не работи, освен личниот доход, да не биде како си комшија. Затоа што ако биде таков како што беше еден на Карпош градоначалник да му викат граѓаните добро утро комшија, значи таков не ни треба, поарно да не се ни кандидира, затоа што фактички тој оди само за личен интерес. А ние сме свесни дека они идат исклучиво за личен интерес, не идат за потребите за нас. Меѓутоа, жално е што ние граѓаните го бираме, го заокружуваме неговиот број, но немаме право да го повикаме ако од оно што така, од оно што обеќа
Значи, не може, значи нема да изврши, а ние само можеме да ги собираме рамениците и да викаме штета што гласавме за тој и тој, поадно да не гласавме, значи да... Така, и секако она, добро утро комшија, не ни останува друго. Иако не сме викале, барем да почнеме. Може би нешто и ќе има некаков резултат од тоа. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, да, во програма сте. Поздрав Исо, поздрав Благодарам. до сите работени, поздрав до благодарам. сите присутни на вашава телевизија. Еве, благодарам. 24. Еве, благодарам што ми дозволите и јас да се вклучам во емисијава, да кажам нешто. секако Денеска делсте, бев спречен поради притискање на пулсот 100.000 пати, ете не добив, а една господја доби 2 пати. Значи тоа не знам како е таму системот, нема да се мешам во работата. Дали има некоја работа што се гледа телефонот или не знам како е таму, не е битно. Нема. Нема такво нешто. Нема Значи, идентификатор, а и ако има кој би идентификатор тоа нема. следел таман работа, нема. Сега вака, за Дик, а Дик објавил 297, тоа е 3 кома нешто, значи на 83 3,75 нешто, така ќе му да е. Но просек, 83 статистика. градоначалници треба, плюс градот Скопје, нешто А дека реалноста е така. друго, да. Да, Добро. и сега вака да ти кажам, добра ова професија, гледам дека стана многу актуелна и барана меѓу учениот кадар. Сега во руралните средини има и со средно училиште, ама важно пак, некако после тоа, после тие 4 години, покажуваат нешто по-добро, нешто по... Така како да речам, некое кучинче малце поголемо, како кациендра или како се вика, така да... Кациенда, така. И тоа е добро, а види, што е се повише вака избор, па ги имаме поголем избор да бираме. Сега, пример, 94 и сега ќе размислуваме оне, ама тоа не е така. Сите знаеме за кого ќе гласаме унапред, да ти кажам право. Јас сум отворен, сакам секогаш да кажам истината. Така. Без разлика квалитетот, не гледаме партиски, гледаме човек. Да ми извинат народов магаре да стави некоја партија ќе победи на изборите ако го гласаат. Така е Така, ви благодарам за јавувањето. Не знамете како ќе биде со изборите, но немаме ние, кога станува збор за телефоните на кои вие се јавувате за телефонските броеви, немаме ниту идентификатор, а и кога би имале, кој би можел тоа да го подреди, да ги помни броевите, па да споредува веднаш или да се запишани, а овој е соодветен, овој не соодветен или така натаму, а пошто би се правела и таа селекција тогаш, така да не би можел крајот да се најде тука, а и секако не би било тоа како што и впрочем и веднаш би се почувствувало, би се направило според нешто што човек сака да биде и би било неинтересно. Вие самите знаете и од тоа кој како кога може да добие, па и до сета непредвидливост, која не само целата емисија ја носи, туку од еден до друг гледач не знаете што може да се случи. И тоа барем може да го констатирате и го гледате според мене. Мислам дека не може да се одглуми толку добро некаква ситуација колку што е она непредвидливата ситуација. Тоа го имаме и тоа е всушност и и суштината на емисијата, што не смее да се загуби. Повелете, добар ден, еве да видиме кого имаме по случаен избор. Кој добил? Повелете, добар ден. Добар ден. Добар И ден. па сега господја А не е бадијала А, прва. Аха. Прва буква 2 пати добила и се посреќило. Така. Сега, тоа така требало да биде денеска. Па тоа е, велам, да, така. Да. Сега вака за темата. Граѓаните од општината го избираат градоначалникот, меѓутоа не може да го отповикаат. Така. Не може. Не може директно, меѓутоа може да го коригираат. Аха. Со собир на граѓани пред општината, со изразување на незадоволство, со влијание врз советниците, да се притиска на градоначалникот ако забега од агендата што ја ветил. Со петиции, затоа што ние сме во општината и најубаво знаеме што е добро и што не е добро. Што ветил, а што прави. На некој начин сепак можеме. Така. Може би не во онаа вистинска смисла како Јасно, за јасно, министрите, јасно. меѓутоа можеме да го насочиме да не забегува од патот, него да си стои на зборовите,
и да го исполнува тоа ние што го бараме, што ни е најпотребно, општината да функционира или градот, еве ако збориме за Скопје, пошто јас ќе гласам и за градоначалник на град Скопје. Аха, Во мојата општина може да се гласа. така. И инаку, знаете се, со овие избори како дојде, ние баравме трета опција, како граѓани на ниво на држава. Сега не трета, ние дојдовме скоро до 13 опција. Од една крајност отидовме на друга. И сега овие избори навистина ќе идат многу неизвестни. Така. Имаме многу избор. Кога имате многу избор, знаете, мислењата многу и ни се мешаат и може би ќе сгрешиме и јас се плашам изборите да не бидат успешни. Уште од почеток. Ќе дозволиме на оние што спекулираат повеќе да не заведат, во манипулација да отидеме. Да мислиме дека во ред е така треба да се манипулира. Имаме Така. Ви благодарам и одлична констатација, голем избор и разнолик избор. Од крајност до крајност, значи не е тоа се бира помеѓу, не знам како нели средношколци па аплицираат за факултет или за средно училиште, па не знам сите петки, ама ово едниот има 1/4 и така натаму, но се е тоа војнички, униформирано. А тука имаме не само толку разнолик избор, во смисла и на тоа дали е, не знам, поранешен градоначелник, или е актуелен кој повторно се кандидира, или е политички, или е зависен, независен, или е независен, но политичка партија застанала зад него, па сега зависен е или независен, или е политички. Туку и избор од типот на браншите од кои доаѓаат. Затоа спомнав, имаме неверојатна разноликост тука. А местото е едно, значи, не се бара таму ниту, не знам, некој да забавува, ниту некој да лекува. Се бараат многу конкретни работи за тоа работно место. А имаме се, гледате буквално. И во таа смисла, вистина и добро констатиравте како ќе се развива и како изборот ќе се направи. Може би некако и збунувачки се. Нема токму од она што би требало да има, или барем најмалку има, колку што ми се чини. Но, еве, тие кои се препорачуваат, сметаат дека можат и тоа како многу и да направат и да се снајдат како градоначалници. Повелете. Добар ден. Од Кавадац. Да, бе, поздравувам, повелете. Скоро 300 кандидати за градоначалници во Македонија. И сега човек ако погледне од друга страна од нека поголема држава, да види 300 кандидати за една малечка држава Македонија, сватко ќе се изнасмее. Со ова се гледа дека градоначалниците место е многу примамливо. Луѓето гледаат како за многу кратко време може да станеш богат човек. И за ништо да не одговараш, никој не те побара, потекло, немот и таква работа, од каде те олку најда стана богат човек. Затоа имаме волку кандидати колку што се сега кандидирани. И да кој што знае подобро да работи, уште подобро ќе се збогате, кој не знае пак ќе го научат неговите се работници, пак е примамливо, а нема што рече едно од гледачите, ако не го видува да го отповикаме. Него 4 години ќе си тера, цел мандат. Тука некои закони треба да се сменат. Избериме, али некако не сме задоволни. Назад, брате, една година, пробај, ако не те видува, друг, во Италија на 3 месеци едно време ги менја. И градоначалници, па и премиерите многу често ги менја. Не бивеше одма те бришат одма друг да се стави. Некои од овие кандидати, не некои, него 60 думе после сигурно дека нема шанса тие да добијат и саме ќе се сети. Ама сепак она има прв, втор круг таму, вамо, сакат нешто, да ичепкат за само себе. Само себе вакво корист. Не за другите около место. Затоа се кандидира. Ние во Кавадар, колку што знам, имаме 20 кандидати. Еден на Социјалдемократски сојуз, еден од ВМРО. Активно изградачен Митко Јанчев, кој што човекот, ја мислам дека убедливо се добри е. Не сум против и оној другиот кандидат на Социјалдемократски сојуз. И тој е добар човек, али овој многу се докаже. И затоа граѓаните греовата да не гласаме за него, зашто многу прави и ќе прави во иднина. Човек дојде од светот на бизнес и знае како се работи. Гледам времето ми помина пал. Да, ве поздравувам, секој е добро, повелете. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрави до вас. Ви благодарам. За градоначалниците, секој сака да види градоначалник, дали го бива, не го бива, се кандидираат. Ова сам кај нас го имам. Ali јас би ве замолил
една тема да поставите във връзка со денешното објавување во тето за митото што се дава во болниците и тема да биде значи Тетово, а и тетовчани да се јават. Зошто безбедносната ситуација настана во Тетово од 2001 и сега здравствена криза исто во Тетово почнува. Значи на тема таква да поставите, ама тетовчани да се јават. Исклучиво тетовчаните има многу луѓе таму што не можат да зборат и се под закани за убиства. Значи, тетовчани да се јават кај вас тука, да си кажат зошто безбедносната и здравствената криза токму таму се случува. Јас знам зошто се случува, ама сакам тие да кажат. Ви благодарам. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Еве тоа би можело да се направи. Пред се, ако има такви луѓе, односно она што вие го навестувате, дека постои, па во тој случај тие да сакаат да се јават, гледате, генерално е анонимно, кој сака може да се представи, но особено пак во тој случај и да посочи на конкретни информации. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден, господин. Да, ве поздравувам. Повелете. Нек не ви реков една работа, уште јас и знам мајката и таткото и се. Една работа, јас сум 40 години магаре, отвори Иван Андреевски и на Google. Сакам да ти кажам, не треба на вакви чисти теми да правиш сувишников, не дека ти не знаеш да правиш. Те се добри коментари за некој што ништо не знае. Емисијава не може да падни на овие што се уват како мене пензионери, што не вика пензионерска емисија, на 2 бајта. Треба ова да биде барем на 5 мегабајта, не кажем и така. Трето, Македонија. Јас сум ги правил тие емисии во телевизија Скопје. Од 36 општини не може повеќе да издржите какви 80, какви се знаме. Трето, еве еден пример, само некој да види што се деша. Словенија, која отидолне во тој плурализам, она, имаше 278, таму го знам и Кучан, и го знам Нукму, кој беше директор телевизија, колега мој. Они која видоа секоја општина, мора да се биде само издржлива. Не сваќате? Значи, и тие од дојдо на дали во 80-90, се отвара Google, се има знај. Трета работа ми кажа. Од овие не се тие независни, прави независни. Додека ние не го отвориме листата на една единица во Македонија за избор. Овие ги гледаше таму, биле 100. Ја ви тврдам, ако 5 поминат независни, јас дата ќе исечам. И реков ви некои сега ќе повторат. Онај левак и деснак. Ние и уште еден има тој што го пуштат од житото. Овде не може никој да помни. Овие што сакаат кај што се не сигурни дали СДС, дали ВМРО, дали ДУИ, и они одат во некои коалиции леви. Не бидува таа работа. Ви благодарам, ве поздравувам, но не можам да не коментирам, особено не оние ваши укажувања дека сте, колку и да е во преносна смисла под наводници, ниту дека сте старо, ниту дека сте магаре, напротив, и особено во оној контекст, ете пензионерска. И тоа како има тука многу што да се слушне и тоа е, впрочем, пензионерска, јас го доживувам како едноставно степен во мудроста. И секако е има и многумина кои не стигнале таму, но мудроста ја нема во младоста. Таму е брзината, импулсивноста и слично. А нам ни треба и тоа како и од ова. Ни треба и од младоста. Комбинација и од едното и од другото е најдобра опција, но затоа велам секако и тоа како сте неопходни и вие и сите останати со вашите размислувања. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Ве поздравувам, поздрав, да, повелете. На телефон еден помлад старец, така, ако може и така да се речи. Ако вие мислите, да, добро. Да. Вака, ако гледаме историски, значи од античка демократија, кога демократијата како поим се воведува во човековата цивилизација, значи политиката се смета и на сите факултети така се изучува, дека е наука која се стреми да народот, односно граѓаните, добијат поквалитетен живот. Сега, пазите, во нашето општество имате тенденција да не учествуваат граѓаните
во подобрувањето на нивниот живот. Односно со она изрека сите се исти. Таа изрека, например, е својствена, значи можете тоа да го проверите, има пишани документи на интернет исто, тоа го прокламираше и го спроведуваше Енвер Хоџа. Тоа е на ниво на албански комунизам. Сите се исти. И во таа држава, во албанскиот комунизам, и чистачката, и председателот на државата зема иста плата. Сите се исти. Сега замислете, значи во која насока сега ќе тргни кампањата. Мислам дека тука е најголемата опасност за демократијата. А по однос на нивото на политичката кампања и тоа што се спроведува, јас пробав еден семеен експеримент да правам, му викам на син ми кога ќе се караш со мајка ти, пробај малце поинаква тактика. Да му речеш, а каде беше да се буниш изминатите 10 години? А зошто 10 години изминати не ти смета кога тато ги пустеше парите? И му викам, ако го идмина, ти побара некакви пари или те кара, речи му само едноставно, парите се во Будимпешта. Така да очекувате таква кампања, сега дали таа валкана или чиста, ќе видиме. Благодарам, почитувани. Благодарам, ве поздравувам. Гледате дека има што да кажат повозрасните, позрелите. Не велам дека треба да се согласиме со тоа или не, но има што да кажат. Има што да се и за што да се зборува и тоа како. Повелете, добар ден. Ало. Ве поздравувам, повелете. Добар ден, Диме од Скопје. Повелете, господин Димен. Почитувам водителу, почитувам човеку. Јас се пашам да не сум престар, да не сум презреал, па за тоа ќе бидам вака малце концизен и ќе го кажам следново. Значи, видете, на времето имаше психолошки мотив и се викаше 3 пати ура, ура, ура. Сега ние се доведовме во ваква ситуација со градоначалниција. Сме Јурија невидена, лечење на комплекс. Весела математика. И сега јас се прашувам дали и рибарот Климе ќе се пријави, па дали Тошо Молерот или од комората на Бербери, Кособрадест, Крелавобрадест, па од музичари, нели имавме тоа дуо, трио, па тие која запеа 3 девојке тикве брале, невидено нешто. Нешто лично. Се кажало опција, можност. И ајде се, да не бидам вулгарен. Знаете, она асоцира новците. Сите. Па дури и адвокатом. Има еден познат Дик. Адвокат тој е фудбалски тренер. Холандјанец. Ама нашиот адвокат, ој што со Најчевска на времето што конкурираше, овој би го нарекол евроадвокат. Нека си ја гледа трговијата на времето што ја работеше. Значи, мизерија. Ако е женско, ќе стоиме позади тебе. Зашто личи тоа? А ако е машко, овој од Каладарци, ќе ти клечиме пред тебе. Те видела. Значи, ова се вика весела математика. Благодарам и пријатно. Благодарам, ве поздравувам, но таа весела математика може токму и да е на некој начин тест, односно, ајде да кажем, оној вид ЕСАП без крчмарот, а крчмарот е народот. И сега тест за народот. Еве ви понуда, изберете го точниот одговор. Кој е се за градоначалник? И имате понуда, не знам. Музичар, доктор, адвокат, шоумен, машко, женско, поранешен, актуелен, правник, економиста и така натаму. Ке го избереме ли вистинскиот? Значи, еве, тест за крчмарот да го направи ЕСАПот на гостите. Така би му дошло на некој начин. Така да, со оглед на тоа што гледате, условите се секој може, а кој ќе помине. Ете, тука е гласањето, кој ќе биде избран. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме со некого? Повелете. Ало? Да, во програма сте, повелете. Добар ден. Како сте, господин Исак? Добро, се радувам што ве слушам, дека сте добро. Да. Неколку дена не сме се слушнале, да. Па,
И ние помалку зафатени сме во животот со некој. Се радувам, а само за добро нека е, да. За добро е, да. Повелете, да. Ајде вака, значи, многу интересен момент, феномен станавме ние македонците. Кроз цели овој живот или избирачки одбори, до каде су модел и колку су модел. И сега нешто смешно ми наликува, господин Исо. Па можда некој нов систем ќе уклучиме, можда 12 градоначалници за Скопје ќе имаме. Така. Многу смешно, многу просто би рекол. Па одлично, да се обедини знаењето, способностите од сите. Да, меѓутоа музичари мислам дека не би требале да зема една такво работно место, каде има дел од право, од закони, каде што некој ќе се суди со непознавање на нештото. Има урбанизам, архитектура, економија, 300 работи. И што сакам да кажам? Како ќе одговори на дадените прашања, господин Исо, некој? Ова е све лук и вода. Ова се дел и наети, дел да му одземам гласови, дел да видиме како, дел политика, господин Исо. Пријави се као таков да извлечиме гласови, да растргнеме гласачко тело. На крајот еден ќе го добијат местото. Но едно викам ја како граѓани на Скопје. Да цениме, стварно да цениме. Ни треба ли саглав човек или не ни треба? Дали ќе му ја дајме можноста на оној човек кој е почнал работата да ја дозаврши? Тоа многу значи идејата и мислата. До гледање, господин. До видување, ве поздравувам, бидете зафатени само со убави работи и за добро да се слушнеме кога ќе имате прилика. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Па како што гледам, бројката е огромна, голема е. Во неја се напикани сите, и кадро и некадро. Сега, јас предпоставам дека народот ќе направи добар избор, мислам добар, разумен избор. Така. И ќе ги одбери оние кои што се навистина, кои што ги бидува. Меѓутоа, зад доста од нив стои партија, зад голем број, тие имат најголеми шанси. Так. За да стигнат до тронот, до фотелјата. Мада фотелјата не е целта. Целта се другите работи, привилегиите кои што ги има тој човек. Оти никој од тоа место не си заминал сиромав. Сите се нафатирале, сите направиле нешто. Продавале маркици, учествувале во тендери. И што ти ја знам, таму 300 чуда, сега на судо е да одлучи кој е, што е, како е, ама како што ни се инертни судоите, луѓето ќе си го поминат веко, а судоите, дури од кој ќе го поминат тие веко, судоите дури тогаш ќе ги изводат делата на тие луѓе. Мислам, не делата, а делата, фала Богу, ќе се видат и ќе се гордееме со нив, еве, како, например, што се гордееме со делата на што се гордеат Кавардарчани со делата на Митко Јанчев. Значи го велича човекот на вистина направил многу видливи работи кои што на вистина се благодет за тој народ таму. Такви градоначалници сакаме секаде во секој град. Сите ние ги сакаме. Никој не сака неспособни луѓе, секој сака предузимливи способни. Јасно, да, ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден за следниот гледач. Здраво, брат Ицо. Здраво, повелете. Да те известам сега пред 15 минути ме попиша и се зачуди. Браво, честитам, еве. Разликата од пред 20 години е голема. Да, во позитивна смисла претпоставам. Само дали си роден во Скопје, што си по националност, по вера, женет, не женет, вработен, невработен, ако нема више она дали имаш имот, каков имот и така натака. Толку да ти дадам идеја за други теми. Добро, одлично, благодарам. Од прва рака еве, да. Сега, во врска со ова, нема да зборам празни муабети, него суштината треба да ја разбере овој народ во врска со изборите, локални. Нека се освести народот,
со помош на вас, телевизиските куки и новинарите, извршите притисок на сите политичари. Извршите притисок две работи да се стават по законот. А тоа е потекло на имот на сите што се кандидираат и на сите што ќе го завршат мандатот градоначалник. Ако не може да се докаже, ако тоа е повеќе од 48.000 евра, колку што може да заработат по 1000 евра месечно, одма да им се конфискува и во затвор да одат тие апаши. Очигледно е дека сите се тепаат за градоначалник, тоа е најдоходовна функција. Дури министри, доктори, лекари, кои не стигна, сите се тепаат за градоначалник, за што богата за 10 животи без мака. И втората работа, да се донесе закон да може гласачите кои го гласале градоначалникот или пратеникот да можат да го отповикуваат доколку краде, доколку не го исполни тоа што го ветува и доколку се понаша како што не сака народот. Тоа се два закони кои се треба да се донесат. Инаку ќе бидете овци за шиша. Така, ве поздравувам и ви благодарам за информацијата од прва рака дека пописот тече непречено. Еве и емисијата Очи во очи тече непречено, па го поздравуваме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, може, повелете. Ај, да кажеме нешто ние сега. Секако, повелете. Еве, на овој сега што пред мене зборуваше, одма да му одговорам. А вре кај нас, Македонија, не е таква држава да може да се контролира и да правиме пресметки економски. Ние, ја стално викам, 70 годишен сум аналитичар. Кај нас се работи да биде хаос, анархија и протекторат. А овие три збора се најтешки за една држава и затоа луѓето што се јавуваат не ги знаат. Па ние протекторат се уште сме, односно Словенија овде владееше 70 години до лани, само Збогар беше султан. И сега што беа тие диригирани градоначалници, одборници, не знам, председатели на влада, на не знам што владеја, ако правеа штета, се наградува како народни херои. Вера Ацева, Страхил Гигов, Лазар Колишевски, Апостолски, 25.000 што ги прати на Срем, овој од Крушево што уби на Никола Карев, брат му. Тие многу сега се родиле и викат вака. Не може. Дојде папата. Не си ја сечете гранката, коренот. Ќе се исуши државата. Не си го сечете и писмото, верата, ќе се исчезнете како држава. Не бе. Тимурније, амбасадор на Франција, вика, абе новинарите се огледало. Они треба државата да кажуваат се. Тафет Бишева срече. Ние бошњаците во Македонија доби... Така, да. Благодарам за јавувањето. Сите сме, впрочем, на некој начин аналитичари, анализираме, мериме, премеруваме, коментираме, претресуваме работи, но секој на свој начин. Кој колку е во право, тоа е друга работа. Сето тоа замесено, тестото кажува какво е. Така да, повторувам, сите сме со свој придонес, но кој што анализира и колку тоа соодветно го прави, тоа е прашање. Тоа за анализирање. Впрочем, идеи не ни недостасуваат на сите. Секој е со полн куфер идеи, сите знаат што како треба да се направи, а резултати некако слабо. Во таа смисла, за аналитичари не недостасуваат. Повелете, добар ден. Бинго. Ето, одлично, еве гледате. Добар ден ми се добив. Драго ми е, се радувам. Поздрав до тебе и веднаш ексклузивна вест. Одлично, ајде слушам. За тебе и за слушателите. Разбрав дека господинот Заев ја прифатил понудата, предлогот на господинот Мицковски да нема избори, власта да се распушти, парламентот, владата да се распушти и господинот Мицковски да дојде на власт без избори, без ништо. Исто важи и за градоначалниците да нема избори, да СДС не излезе со своји кандидати.
секако дека е лага. А кој бара одговорност морална во оваа траурна ситуација после 12 часа? Дали некој даде морална одговорност за Диво населје, за Смилковско езеро, за прославата на плошадот кога загина едно момче, да не му го спомнувам името, за девојчето од Велес, за Стајковци, за бродот во Охрид, за хеликоптерот кој падна кај Струмица, за насреќата на нашиот драг председател Трајковски или за 27. април. Каде е моралот? Ја ќе барам морална одговорност од вас или вие од мене, ако имам и јас некаква морална доблест. Кои се овие примери што ги кажав? Дури и господинот Милошовски излегува, иако има во Германија правосилни судски одлуки, тој во 2009, 2010 и 2011 година на притворениот дипломат му подпишуваше сертификат. Ми измина времето. Сепак мислам дека треба да си имам. Така, ви благодарам за јавувањето. Ете, ова како надополнување од емисијата во тек, а се враќаме повторно на продолжуваме понатаму со кандидатите за градоначалници. Ама тоа е... Да, повелете, добар ден. Тоа е сушишка тема, ова е јасна поракава и крај. Да не се повторувам, само да му кажем на овие луѓе, што не изгледа од комалам натаму. Словенија ги забрани уставно реките ни централни ни рибници. Јас сум од Емисија. Црна река беше во социализмот, забранета до Жван рудникот, вода 2600 чиста вода за пиње, ние ќе останеме без вода за 10 години. Да не, сега 4 рибници. Пазете, овај прави таму централи на Брегалница. Брегалница е колку е него е моја. На Оксиско езеро. Ние имаме само еден бисер во светска карта за туризам, го пова е уништено. Ни риба, ни ѓао. И сега рушер, па ќе рушат човече, иначе те скинат од карта. Не може на Македонија, ако не ги почитува европските и светски стандарди, не може да обстаниме. Ова фарса од избори, тоа е све намештачка, да не се повторам уште една, ако добијат 5, јас сум најсреќен во живот. Дали ме сваќате, што ви кажам? И ова не е играчка, ова не е, ова е вака урано. Ние немаме, вика русите да имате една изрека, кој ќе да начекам за убиство, за 300 чуда таму, за подпалување на болници, не знам што, за убиства. Абе, викат они, стрелјат, не се расуждат. Тја сега адвокати, па овај го прибрале, па сега го пуштиле. Не може ова држава. Држава е право, синко мој. А право е држава. Или држава е апарат за принуда. То се дефиниции светски. Како видат луѓе нека видат. Јас малце сакам да бидам поучен, не ме интересират партии. И овие што се јавуват, све се јавуват од лукративни причини. Јас сум за ЕДС, јас не сум за никој. Јас сум за Сојуз на комунисти на Македонија. Па не може. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Ги спомнавте русите и некоја поговор, мислам не некоја кажавте, но имаат и онаа поговорка која може да се примени тука. Рибарот, односно рибарот го познава. Значи, рибар ќе препознае друг рибар. Така да и тука, гледате, оваа понуда можеби не е случајна. Потенцијален кандидат за градоначалник ќе препознае друг потенцијален кандидат за градоначалник. И без оглед на тоа, од која бранша е провиниенција и така натаму, тие се кандидати. Веројатно не е случајно што се. А ние бараме некоја, не знам, причина, врска и така, дали, не знам, ово и оваа професија, ово и она. Всушност, рибарот го препознава, без оглед кој од која професија. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Другарче, вака би рекол, кога дојда власт, вие сега ще се власт, наречите општина Кицела вода, дојдете градоначалникот, сега се уште што е градоначалник, и се пофали дека асфалтирал велосипедска патека од Пинтија до Кисела вода таму. А претходно тој Коце и компанија тогаш оваа беше некоја лесна земја глумисава.
бекатон плочки беа ставиле. И он сега се пофали дека, виж, се жалеле таму тие што возеле велосипеди, бицикли, дека им се уништавале бициклите со тоа што бекатонот вибрации чуда правило, па и он, знаеш, и да им влезе сусрет, и им ги асфалтот го стави, а бекатон... Ама тие се жалеле изгледа и во други општини, ти гледам истото се прави и на други. Па видиш, па тука е математиката. И сега, ајде, значи неуспешна работа бекатонот. За мртвите све најдобро, али да речеме тогашната градоначалничка ставила бекатони и виж ги зафркнала бициклистиве. И овој ги стави ова, бекатонките завршија, мислам дека оној златели, како се вика, златефли, како го викат новинаршено од сител од Зинговиција. Дека у Маврово некаде нека вила таму завршила некој денешен градоначалник на Шкуп. Така да, кога го прашав ја, бидејќи тоа беше Собир Опси у местна заедница Дрошево, тој вика, ние направивме, ама викам одговорност некој, дали загуша фатите некого, се уште беше жива глумицана, и толку само кренаа со рамењата и не знаеше да одговорат. Иначе трета опција луѓето нека си бираат, нека го бираат Дечконот, Белес, Димитар Апасиев и поздрав пријатно. Поздрави до вас. За се што се прави може да се најде причина и објаснување, ако е причина за ова што спомнавте, премногу се треселе на бекатон велосипедистите. Може да се најде причина после за повторно да се врати бекатонот, тоа што сега премногу мазно ќе одат, па ќе се случи да задремаат на велосипеди, па ќе паѓаат. Па повторно се врати нешто што ќе ги одржува будни. И така постојано има причини да се објасни зошто се прави тоа што се прави. Повелете, или што не се прави. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме во програма сте, повелете. Дали се слушаме, повелете. Поздрав. Благодарам, поздрави до вас. За градоначалници ги овие кои да бидат колку кандидати. Вие градоначалници што се кандидират независни, само исклучува во Скопје и кој подржува на ВМРО, ДПМН, за да може да се тите што се битува, да се исполнат и покупливо пазарувањето од државните закони да се избришат. Од анекс договори за државни закони, договорите што вика пукните граѓани, договорите ги направиме. Тоа треба да се избрише. Тоа се кривични дела, тоа се да речеме договори, тајни договори, не на седница, граѓаните не се запознати какви договори прави, какво пазарување прави за нацијата. Тоа треба, ако постоje правна држава со судови, треба хитно се затвора кој е тај договорач. Кој у диктатура врши врз судство, врз институции, дури и кои си дават и врз пописо, исто што го сака да го зголеме пописо на ДУИ. ДУИ е непријателска партија, учесничка, терористичка партија, која да уведува двојајичност, која уведува диктатура, која е криминал, го заедно со ова влада го буџета го празнат. И го испразнија со Буре Османи, кога на здравството беше министр, 19 милиона криминал и го потрупаа. Судство не функционира, држава не функционира, институција не функционира. Ево исто сега се гледа здравството. ВМРО кога беше опозиција, Ви благодарам за јавувањето, ви поздравувам. Почитувани, завршуваме тука. Кампањата за локалните избори започнува на 27 септември, значи за точно 2 недели, 14 дена, и ќе трае до 15 октомври на полноќ, а потоа 2 дена подоцна на 17 октомври се изборите. Ќе видиме каква кампања ќе биде, со оглед на тоа што и пред кампањата имаме на некој начин кампања, а потоа на изборите ќе видиме каков, односно токму каков избор ќе направи народот. Ви благодарам што изборот да поминеме заедно 50 минути во емисијата Очи во очи го направивте. Ве поздравувам и поканувам да останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.